Добро утро. Имаме интересна тема денеска, се надевам дека ќе го задржиме вашето внимание. Ќе зборуваме за тоа како влијаат петардите, огнеметите и сите останати пиротехнички средства во време на празнувањето врз домашните миленици. На оваа тема денеска разговараме со доктор Мила Никулска од ветеринарната ординација Петсвет. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро, само мала корекција. Ветсвет е ветеринарната амбуланта и многу ви благодарам за поканата. За почеток и веќе почнеме со тоа, се уште не сме почнале многу да слушаме пукање од петарди, барем јас. Се надевам така ќе биде и до крајот на одбројувањето од оваа 2021, меѓутоа кога се случува причекот на новогодишната ноќ и тоа како се пукаат петарди и огнемети кои што влијаат негативно врз здравјето на домашните миленичиња, јас некаде дури прочитав дека дел од нив добиваат и срцеви удари. Дали е точно? Можно е, да. За жал, на нас луѓето многу ни се интересни огнеметите, убави, не се тоа се различни бои, па нели имаш секојаш оваци, вау, колку е тоа све убаво. И ги разбираме и ги сакаме и сето тоа. Пиротехниката јас лично не ја сакам многу, односно петардите, пиратките, ама на децата очигледно им е доста интересно, пошто пука, нели луѓето се плашат кога ќе поминат ненаден звук. Меѓутоа сето тоа има доста негативно за жал влијание на животните, не само на домашните миленици, општо на животните. Како да им помогнеме за да ги спречиме тие негативни појави, односно секој кој што дома чува животно, сака да домашно милениче, сака да му помогне токму за да го заштити од несакани трауми. Прво треба да разбираме зошто за нив е тоа доста травматски. Животните, конкретно за домашните миленици, кучињата и мачките, они, особено кучињата, сваќаат уште две повеќе фреквенции од нас. Значи, они детектираат звуци од многу далеко. И ако ги детектираат сите звуци, односно им обрнуваат доволно внимание на сите звуци, реално ќе се изморат доста и не е добро за нив. Што прават, например, кучињата, селектираат кои звуци ги слушаат, кои не. Оние звуци што им се секојдневно познати, на кои што не треба да се плашат, им се навикне, ги исклучуваат. Сите други звуци им обрнуваат повеќе внимание. И сега знаеме дека и од грмотевици се плашат кучињата, меѓутоа тогаш грмотевицата, сите знаеме, издава еден друг звук и они се припремаат за тоа. Кај огнеметите и пиротехниката не е, тргнете и од нас луѓето, кога одеднаш ќе пукне, и ние се вадиме од памет, нели, адреналин, кај пукна, што пукна, зошто пукна, рачунете кај нив е тоа уште 10 пати посилно од она чувство што го имаме ние. Со таа разлика што ние сме разумен, нели, имаме разум, може да размислиме и гледаме, огномета, да, петарда е, и го очекуваме и следното. Они не знаат ни од кај доаѓа звукот, ни зошто е, и нивото на стрес е многу поголемо кај нив. Како да им се помогне? Она што ние може да направиме во текот на годината, да работиме со такви звуци, да им ги пуштаме на ниски фреквенции, односно на низок звук, за они да се навикнуваат на тој звук. Тоа е еден начин. Кај оние кои што таа анксиозност, тој страф е многу поголем, тогаш има соодветни медикаменти кои што може да се даваат за да се намали тој стрес. Најубаво ќе биде да се најде решение да не ги користиме, нели, огнеметот и петардите. За жал никаде да се пробува, меѓутоа сме далеко од тоа. Немаме многу време за разговор, меѓутоа јас би сакала да ве прашам и за базарот, кој што веќе се случува и на кој што сите собрани средства ќе бидат за бесплатно третирање на домашните миленичиња. Може ли ни кажете за што се работи? Да, базарот, овој новогодишниот базар веќе го организираме трета година поред. Оваа година сите средства кои што ќе се соберат ќе идат за стерилизација на бездомните мачки, а работите кои што ги имаме на базарот за продавање се од локални артисти кои што решиле да донираат за да помогнат во однос на бездомните. Доктор Мила, имаме уште многу што да зборуваме до оваа тема, меѓутоа нас времето ни е навистина кратко. Ќе оставиме да проработи свеста кај сите нас, да престанат да ги користат овие пиротехнички средства за да им помогнат на домашните миленичиња полесно да се справат со дочекот на новата година. Ви благодарам уште еднаш. Фала и на вас. Драги гледачи, ви благодарам и вам за вниманието.